Да бе Мирсот, жива сум, а ти од Вленда не си случајно. Сите што оправдувате криминал, сите сте криминалци ко негове. Или имаш стан у Дивоградба, или си градал Дивоградба, бе друже. Ама ми кажуваш ти на мене, дали сум била ја жива. Еве, затоа што сакам да останам жива, го објавувам Висар Ганију што ми се заканува. И по мене, и по фамилија, и никој не му се плаши. И го чекаме Висар Ганију да дојде, да се јави на главна каса. Висар, те чекаме дечко тука да дојдеш. Имаш направено фалсификат на документација со кој што си извршил легализација спротивно на закон. Значи, одговорен си и треба да докажеш сега во овој момент како си успел да ги упишеш овие легализации во катастар, имотни листови, дечко, да им побараш на овие, без да имаш документи од град Скопје. Од град Скопје ти е вратено дека оваа Дивоградба си ја правил во изминатата година, а не од 2011 година. 150 вакви дивоградби сме ти открили и сме ти вратиле. Ни една од овие дивоградби, дечко, нема да ти помине. А тие што си успел со фалсификат да ги упишеш, сега еден по еден ќе ти ги вадиме. И дојди да видиме на кој ќе му се заканиш. Дојди тука, ако си муж, тој минатиот пат ти го кажав, заканување, дојди во лице да ми кажеш. Не се заканувај оддалеку. Ова е зграда која што е изградена на државно земјиште, за која што Висар Ганију спротивно на закон си направил фалсификати и си легализирал и си упишувал во катастар. Ти, дечко, фалсификуваш, ти си една криминалчуга невидена и ќе си одговараш пред закон и сите пари што си ги украл од луѓево, што си ги земал за дивоградбиве, ќе си ги даваш по адвокати. Затоа што вакво нешто не прави никој. Може градат луѓе, ама вака спротивно на закон и вака да легализираат спротивно на закон дивоградби, тоа бога ми не прават. Овие луѓе, ја ти гарантирам, немаат проект, немаат одобрена документација, немаат ништо. Тука ќе спија цел живот со едно око отворено. Ај, кај си, жите се, Висаре, дојди да не дојдеме ние. Пошто ние ќе дојдеме, несумнено. Висар, те чекаме, дечко. Тргнувај. Тргни, доаѓај, дојде да ни објасниш, еве ти. Од град Скопје, значи, ова ти си го доставил, господине Висар Ганију, мажот на мажите што се заканува. Сега дојди тука да се заканиш во очите, чекаме јас да ме погледнеш, да кажеш. Јас ти реков, ти со 150 луѓе, јас со 150 документи ќе ти дојдам. Еве ти го документов, 24.10.2024 си барал легализација. На 25.10 си го доставил во град Скопје дека бараш легализација на лицето Зенета Идрис. И еве го до вас од наша страна вратена документација. Значи, ние ви ја враќаме документацијата во која што убава, кој вика ова, кај сум била 3 години, Омер Реджипи, 150 пати треба да ви кажам дека 150 дивоградби сум му спречила на овој. 150 дивоградби сум му спречила у 3 години. До сега не сум излегувала лајф, пошто до сега не собрал храброст да ми се заканува. Сега кога ми се заканува, ќе излегувам лајф. Затоа што ја немам, не знам, фамилија која што ќе ми оди вересија ради ваква криминалчуга криминална, што фалсификува документи и затоа што на луѓето им зима тука пари за да им легализира, треба некој да му подпише у град Скопје. Ја не давам кај нас луѓето да подпишат нешто што е спротивно на закон. И фино лепо му е вратено на Висар Ганију дека ова му е спротивно на закон. Не спиел никој у град Скопје, дечко. Никој, ова шо го правиш ти, Висаре, криминалецу Ганију, во градов Скопје не го прави. Еве повторувам, не го прави аеродром, не го прави Газибаба, не го прави Бутел. Никој не го прави, значи. Никој не го прави, ова ти што го правиш криминалецу еден. И затоа се закануваш ти, затоа другите не ми се закануваат, ти се закануваш. А се заканува некој, знаеш дека прави нешто што не треба. Ете затоа, еве ти сега. Сега, затоа што си криминалец, ја те викам 5 пати поред да дојдеш. Седиме по 4 сати на нелегални објекти, крадете струја тука, нелегално сте правиле, крадете вода, нелегално тука, не знам колку станови се обидуваш да упишеш, 2 више си упишал, најголема грешка у животот ти ова, и тоа со фалсификувана документација. И сега едно по едно ќе ти ги откриваме сите, затоа што тебе ти се од нас вратени сите документи, дечко, еве ти. Јас за градоначалник па не се кандидирам, ама ќе знаат луѓето дека 150 вакви криминали сум ти спречила дури си тебе, дечко, градоначалник. Поварно ќе ти беше да не ми се закануваш ни по мене, ни по семејството мое. И дојди, ако си муж, јас те чекам пак. Јас сум тука, те чекам. Пошто ти сакаш да ги лажеш пак граѓаниве тука у Чаер и пак сакаш да идеш за градоначалник, ја те чекам тука да ми кажеш ти како на овие тука луѓе од позиција на градоначалник ти си им легализирал нешто за кое што немаш ниту еден документ. Еве го крадењето од струја.
Еве како се фатени, како си крадат тука. Еве ги приклучоците што се продани, направена е тука пријава на лице место. Сега ќе се ги исклучат фино лепо, утврдено е крадење на вода исто така. И уште еднаш кога ти кажам, ајде ви Сарганил, 150 легализации сме ти спречиле во овие изминати 3 години. Во град ќе ви пишеме дали се охрабри Висар да дојде. Не верувам, ама ќе почекаме. Еве го крадењето. Броилото. Добро утро, принцеза. Принцеза ти е Висар Ганио. Ја 3 години сум му вратила на овој Лепотанов. 150 вакви објекти му се вратени. 150 и сите ќе му ги објавам. Од прва до последна. Да, многу е убава зградава, само што сите ќе спијат у неа со едно око отворено цело време, пошто нема проект, нема документација, нема елаборат, нема безбедност, нема статика, нема ништо. Нема противпожарно. Не пуштиле да помине низ сите оние механизми низ кои што треба да помине. Нема надзор. Не може да има прием технички. Не може да има ништо што е во рамки на законот.